Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска и директорот на управата за заштита на културното наследство Виктор Лилик го посети археолошкиот локалитет Била Зора, кој се наоѓа кај село Кнежие, Свети Николско. Станува збор за еден од најзначајните рано-антички локалитети во Македонија и единствен од ваков тип во Средна Европа. Била Зора, која била населена од 7 до 2 век пред нашата ера рана антика во минатото, била центар на цивилизацијата на пајонците околу 500 години. Овој локалитет, кој е дел од капиталните проекти на владата на Република Македонија од областа на археологијата, веќе се завршени истражувачките активности за оваа година, пошто ќе следува стручна обработка на пронајденото, а потоа и презентација за досегашните резултати од истражувањата. Со истражувањата раководеше професор доктор Драги Митревски од Филозофскиот факултет во Скопје во соработка со Народниот музеј на Свети Николе, кој е единствената институција која се занимава со заштита на археолошките и историските вредности на овчеполскиот простор и управата за заштита на културното наследство. Во изминатиот период беа спроведени и превентивни заштитни мерки на локалитетот, со тоа што делот кој се истражува беше комплетно заграден со заштитна мрежа, беше поставена и влезна порта за да се спречи влегувањето на возила, а беа поставени инфотабли за посетителите. Да ги погледнеме изјавите. Дозволете ми да го изразам моето огромно задоволство што денеска сум во посета на локалитетот Била Зора, еден од најзначајните, морам да кажам, рано антички локалитети во Република Македонија. На наше огромно задоволство денеска имавме можност заедно со професорот Драги Митревски, со градоначалникот на општина Свети Николе, пратеничката, директорот на управата, директорот на Народниот музеј овде во Свети Николе, да го посетиме локалитетот и да се запознаеме со сите активности кои што во изминатиот период беа реализирани овде на овој локалитет. Се договаравме за некоја одредена динамика следната година околу давање на приоритет на овој локалитет, но морам да кажам дека самиот локалитет е влезен во капиталните проекти на владата на Република Македонија. Во изминатите неколку години навистина се издвоија поголем фонд на средства за да дојдеме до значителни резултати кои што можеме да ги видиме на овој локалитет. Сакам да изразам голема благодарност пред се до градоначалникот на општина Свети Николе, до директорот на музеот, до професорот Драги Митревски, што сепак инфраструктурно се реализирани многу работи. Патот до самиот локалитет е завршен, ограден е локалитетот, поставени се информативни табли, нешто што мислам дека е од огромна важност за овој голем локалитет. И битно е туристичкиот потенцијал кој што го поседува локалитетот да можеме следната година да го ставиме во функција. Нешто што е значајно за владетелската палата, која што е истражена, останува уште јужната партија од оваа палата да се истражи, така да се договаравме следната година да се заврши истражувањето на владетелската палата со јужната позиција, да се започне со конзервација, бидејќи самата конзервација можеме да видиме дека е неопходна да се направи. Ние оваа година на конкурсот ќе издвоиме средства на Завод и музеј Штип како надлежна институција за изработка на проектот за конзервација, се со цел следната година да се започне со конзервација, да се доистражи јужната партија од владетелската палата и да се започне со реконструкција. Овие три фази како значаен процес се многу битни да ги продолжиме следната година. Ќе имаме и посебен состанок заедно со управата, така да планираме да поголем фонд на средства насочиме на самиот локалитет, се со цел да се дозаврши истражувањето на владетелската палата, да се започне со реконструкција и да се започне со конзервација. Самиот локалитет нуди голема можност за туристички потенцијал и јас се надевам дека следната година, на крајот од следната година ќе можеме навистина да го понудиме овој туристички потенцијал кој што го поседува локалитетот, да имаме што поголема посетеност и со тоа и сама доходовност што се вели на локалитетот. Исто така сакам да истакнам дека имавме можност да пред да дојдеме на локалитетот да видиме и голем број на наоди кои што се откриени на самиот локалитет во рамките на истражувањата во овие неколку години.
Како што ми информира, значи предмети кои што веднаш може да се изложат нели пред очите на јавноста се околу 1160 вредни артефакти од керамика, од стакло, стрели, метал и така натака. Тоа се навистина значајни наоди кои што можевме и да ги видиме при посетата на самиот музеј овде во Свети Николе. Тоа навистина многу ме радува што и самата институција согласно и правилникот на Министерството за култура има направено соодветно депо каде што може да се види најсовремено чување на сите овие предмети, артефакти кои што се пронајдени, нивна конзервација се разбира и презентација, нешто што е исклучително значајно за самата институција. Така да ние како Министерство за култура и покрај тоа што во Свети Николе имаме две локални институции, тоа е Народниот музеј и Домот на култура, сепак сакам да истакнам дека ќе даваме силна поддршка во развојот и на културниот живот овде во Свети Николе и на вредното културно наследство кое што го поседува овој град. Таа соработка, морам да напоменам, на централната и на локалната власт може адекватно да се види овде во Свети Николе и се разбира со заеднички сили ќе продолжиме се со цел локалитетот Била Зора да го ставиме на туристичката мапа на Република Македонија и навистина следната година да се фокусираме на сите овие три фази кои што се многу значајни за самиот локалитет да го добие своето значајно место во областа на туризмот. Благодарам што денес не посети министерката Канчевска, значи министерката за култура да го посети локалитетот Била Зора и Народниот музеј. Ова е една силна поддршка која што ни дава владата на Република Македонија, која што ја дава Министерството за култура. Слушнавме убави вести, значајни вести за локалната самоуправа, за мене како градоначалник, затоа што заеднички, посебно со нивната поддршка, ставањето во капитални инвестиции кои што веќе се наоѓа, обезбедувањето на поголема сума средства која што ќе ги дозаврши работите во Претседателската палата на Била Зора, значи нови можности, значи можност за посетителите на Македонија, за странците да ги видат овие убавини, да го видат овој локалитет со сиот свој раскош, со конзервацијата која што ја најави министерката, значи ќе се зачуваат многу вредни артефакти и многу вредни наоди кои што се овде на самиот локалитет Бела Зора и верувам дека самото по себе тоа ќе значи и на промоција на Свети Николе и во меѓународни рамки, бидејќи ќе биде значено за сите посетители кои што ќе ги имат на мапата и на картата на оние значени локалитети кои што треба да се посетат. Свети Николе, а и со тоа и Била Зора ќе заземе едно значајно место. Уште еднаш голема благодарност и до владата и до министерката за средствата кои што ги најави дека ќе бидат одобрени за самиот локалитет. Најпрво би сакал да изразам големото задоволство од моја страна и од луѓето, структурите од Свети Николе тука, што е денес со нас министерката. Не зборувам за постојаната поддршка, редовната поддршка од Министерството за култура, него оваа посета која е на иницијатива на министерката направена, покажа дека не само што има разбирање на министерството, него има и голем интерес за ова да се заврши така како што ние сакаме да се заврши, а сакаме, и тоа можам да ви го ветам како истражувач, сакаме за кога регуларно би работеле со динамика нормална, како досега ќе ни требаат најмалку уште 3-4 години. Но голема е трагедијата вие да чекате 3-4 години да дојдете до некоја фаза во која што ќе можете туристички да го експлоатирате локалитетот, кога веќе ги имате негови вредности, научно он има огромна вредност, културно има уште поголема вредност, останува уште туристичката вредност да ја извадиме на виделина, а за тоа треба овие три фази за кои што зборуваше министерката и за кои што еве се договараме да ги завршиме за само една година. А ако успееме, не се сомневам во тоа, следната година тоа да го завршиме, ние ќе имаме не градот Свети Николе, државата наша ќе има еден пункт од највисок ранг културен споменик, кој може да се спореди со спомениците на култура што ги имаме, што се од највисок ранг. Значи, прво е поврзан со историски извори во кои што нема простор за спекулации. Значи, античките автори имаат точно кажано што е овој град, кој бил градот, дека најголемиот град во средиштето на Балканот, во раната антика, во 5-тиот и 4-тиот век пред нашата ера. Тоа сеа ние го откривме со откривањето на остатоците од Владетелската палата, па сега покрај тоа што знаевме од
античките извори дека е најголемиот град, сега знаеме дури дека е престолниот град, дека е престолнината на античките владетели од овој простор, чии што монети ги наоѓаме и наоди врзани точно за тоа време на најголемиот процут на овој простор. На таа култура која е веќе афирмирана надвор. Но ни останува сето тоа да губаво запаковаме и да имаме и туристичко фајда од тоа. Иначе ние тука се наоѓаме токму во просториите од владетелската палата, значи на самиот горен град, акрополата од градот има 20 хектари, но горниот град е заграден со големи бедемски ѕидови, а внатре доминира владетелската палата. Таа има доминантно место и уште неколку јавни градби поврзани повторно со фамилијата горе владетелска, и од неа ние имаме откриено можеби 60%. Ни останува уште 40% или целата јужна партија, јужните простори од палатата, која настрадала едно време, најверојатно од најаздата на келтите 279 година пред наша ера, во страотен пожар, таква ситуација откриваме, такви артефакти откриваме, тие зборуваат за тоа. Таа е сепак сочувана во фаза во која што ја прави да биде исклучителен редок, единствен споменик од тоа време, бидејќи ѕидовите се украсувани со фрески во 5 и 4 век, само да ви кажам, пред нашата ера, што е самото по себе атракција. Просториите внатре, опусот на градење, ձидовите, подовите, цела архитектура, сите градежни елементи и инвентар што го откриваме внатре зборува за исклучително високо културно ниво на тие што живееле тука и што ја правеле палатата. Самото тоа е доволен повод вие да имате утре споменик кој никој нема да може да го заобиколи, што ќе оди од север према југ.